Темата со македонско-бугарските односи останува дел од новинарската агенда во бугарските медиуми, но ни оддалеку во фокусот на нивниот интерес. Дел од новинарите кои говореа пред камерите на Алфа вела дека национален интерес во моментов за Бугарија се случувањата со Украина. Сепак во она што значи дневна новинарска агенда се наоѓа место и за македонските информации. Предупредуваа дека јавноста во соседството е поделена во однос на она што значи брзо решение во однос на ветото на Бугарија кон Македонија. Както може да видите, има засилено медийно присъствие тук, както и в Скопие. Голяма част от българските журналисти отразиха тези събития, попадат в всекидневния новинарски поток и е важно за нас да следим тези отношения. Разбира се, са разнопосочни мненията, както при вас, така и при нас. Една част от хората очакват наистина този диалог да доведе до реални резултати. Останалите са по-скептични, но е нормално, защото тепърва започва тези отношения и диалог да се изграждат във времето. Така че наистина това трябва да се прецени с месеците, които идват. Колку историскиот аспект и она што се спорни точки во историјата е застапено во вашите медиуми и колку реално се гледаат работите во Бугарија? Да, историята е много важен въпрос и ние не можем да го подминеме. Дори и да развиеме икономическите отношения, тези въпроси ще останат на дневен ред. Дека интересот за актуелните прашања кои ја мачат Македонија не се во фокусот на интерес не само во медиумите, туку и кај актуелната власт во Софија, потврдува и односот на премиерот Кирил Петков, кој при една од изјавите кои се случија при последната меѓувладина седница, целосно ги игнорираше прашањата на Алфа, која беше меѓу ретките кои успеа да постават прашање кое не доби одговор. Пиар кампања. Благодаря ви. Иако темата на случувањата во Софија беше средбата на двете влади, ниту еден од бугарските новинари не постави прашање поврзано со еднината на добрососедските односи, ама затоа прашањата се однесуваа на она што значи бугарски интерес.